Здраво! Трета поред подкаст епизода Wellcast with Јосиф. Денешната тема ќе биде исхрана и поврзаност на исхраната со менталното здравје. Гостинот на некого од вас му е многу добро познат, односно гостинката за денеска, тоа е Симона Коруновска или некои од вас ја знаат како инстант нутриционист, човек што има огромна пасија за исхраната и таа пасија практично ја прерасна во имидж и во бренд, личен и собствен на социјалните мрежи, при тоа помагајќи на многу луѓе во делот со исхраната, на многу девојки кои што можеби се мачат со одредени теми во изглед, килограми, добра состојба и здравје, и затоа решив денеска да ја поканам и да си поразговараме на оваа тема, која што, знаете, исхраната е многу актуелна, менталното здравје особено после пандемијава уште поактуелно, и затоа направивме бленд од тие две работи. Симона е мајка, нутриционист, сопруга, и има многу што да ви сподели, има големо искуство и во работа со луѓе, така да ќе поспоруваме за некои основни теми од емотивно јадење, binge eating што го велат, потоа ќе позборуваме за како можеби дигестивното здравје влијае врз менталното здравје, што да се превземе, можеби суплементација каква да искористите и употребите, така да верувам дека ќе добиете огромна вредност и се разбира. Wellcast with Јосиф немаше да биде возможен доколку не беа тие прекрасни луѓе од Феникс домовите за стари лица кои што го поддржуваат овој подкаст и кои што ни се ветер у грб. Уживајте во следните 40 на минути и пишувајте во коментари ваши предлози, ваши прашања и секако поврзете се со Симона. Содржините ќе ги најдете на YouTube, на Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Уживајте. Симона, фала ти што ја прифати поканата и добро дојде у Wellcast with Јосиф. Ти благодарам што ме викна Јосиф, стварно ми беше задоволство да присуствувам и ева да се помуаветиме. Да, ќе биде супер муавет ова, затоа што и знаеш од досегашните теми кои што ги имавме, ова е трет подкаст, првото беше со Дијана, правивме за вежбање, па со Лазар Ѓуров за емотивно, ментално здравје, како човек да го одржува у целава галама. И генерално тоа се теми кои што, знаеш, исто ги сакам да се надоградувам, ама исхраната некако ми е мое многу познато поле и голема љубов и посебно бев и ја возбуден што ќе си разговараме за тоа, затоа што и уште посреќен сум што конечно нема, знаеш, до сега мојот формат на пласирање на содржини беше да зборувам сам. И некоја што аз досадува, знаеш, многу поголема вредност има која е разврзана конверзација, дебата, и затоа сум убеден дека денеска ќе направиме супер муабет. Ај вака, темата кој што најавивме ќе биде исхрана и ментално здравје, како човек да си помогне. Иако нема да опфаќаме нели ментално здравје, се да ги учиме луѓето како да излезат можеби од некои состојби за кои што не сме ни двајцата компетентни и стручни, и тоа си има луѓе кои што тоа ќе им помагаат, но дефинитивно секој од нас е веќе свесен дека исхраната игра голема улога во целокупното здравје и добра состојба, тука и менталното. И еве за денеска што би сакал да го почнеме прашањето е поврзано со дигестивниот систем, затоа што еве наназад 10 години многу е актуелно и се повеќе научни студии излегуваат кои што зборуваат за поврзаноста на дигестивно здравје и ментално здравје. И нели за тоа дека треба да се одржува дигестивното здравје во добра кондиција. Најчесто, нели, и еден од најголемите придонесувачи за дигестивно здравје се растителни влакна. И моево прво прашање е што се случува кај луѓе кои што можеби имаат проблеми со обработка на одредени растителни влакна и посложени аглехидрати, нели слушаме примери, не јадам граф, се подувам, зелка не јадам, банана не јадам и така натаму. Како да постапат за да влијаат позитивно, а да не изфрлаат премногу влакна од исхраната? Вака сега, ова зависи во огромна мера од дигестивната микрофлора која што е уникатна, нели, за секој човек, односно сите во стомакот поседуваме различни типови на добри бактерии кои што ја варат храната.
кога некој има проблем со некоја, да речеме, одредена храна, најчесто сложен јаглехидрат, во тој случај се препорачува да почне да консумира пробиотик, значи во зависност нели од проблемот, зависи колку низи ланци и кои бактерии би ги содржал, и да почне постепено да воведува, да зголемува количината на влакна кои што ќе ги внесува. Значи да не го прави тоа наеднаш, затоа што ќе си направи поголем проблем, туку тоа да го прави постепено. Односно, некој кој што не јадел ништо интегрално во животот и се хранел многу нездраво, ако почне наеднаш да јаде многу зеленчук, да јаде многу овошје, да јаде сложени јаглехидрати, најверојатно ќе има дигестивни тегоби. И затоа во таков случај се препорачува тоа воведување да биде прецеп постепено, додека не се добие еден баланс на дигестивната микрофлора. Пробиотиците треба да бидат, да речеме, моментално додека не му се развие капацитетот за да дигестивниот систем ги обработува влакната, или може да бидат, као дали, знаеш, тоа е неврзано прашање за ова, дали пробиотикот човек треба да го има како составен дел од животот, како суплемент, или? Па, би рекла дали ти зависи. го имаш? Периодично. Значи, периодично. Значи, за стомакот се вели дека е буквално втор мозок, има толку многу нервни завршетоци, значи дури како и мозокот, со тоа што нели, веќе спомнавме, исхраната многу влијае на начинот на кој што ние размислуваме. Сега во мислењата за пробиотиците во главно знаат да бидат поделени. Да, затоа ми беше, знаеш, да ме интересираше твој став и мислење, пошто и јас сум читал доста различни. Многу се поделени, меѓутоа јас конкретно сум за употребата на пробиотици кога има некој проблем. Например, не знам, колку и да се мислењата поделени на докторите и на сите, секогаш кога се пие антибиотик, секогаш велат пробиотик со него, така? Така да мислам дека самото тоа држи вода, дека имаат некаква улога. Освен пробиотиците, исто така и пребиотиците, кои што нели се растителни влакна кои што помагаат за размножување на тие добри бактерии, и во хармонија заедно верувам дека ќе се добие. Значи, стратегија на слушај ме прави ова подуено, граф, зелка, не знам што, банана, на стратегија го фрлам пошто ми прави нелагодност, не е баш најпаметната работа. Така, би било добро да постепено, знаеш, ако ти прави подуеност, пробај со пола шака или така практично би изгледало тоа у денот. Ако е храна која што личноста сака да ја конзумира, тогаш вреди да се обиде. Меѓутоа, на крајот на денот, ако збориме за граф, на крајот на денот па и нема да биде крај на свет некој ако не јаде граф, а ги внесува истите нутриенти од некои други извори на храна. Ако сака, тогаш има стратегија каде што постепено се воведува, и не само таа количина, туку значи и различни зеленчуци и овошја, да речеме. Јасно. Кога сме кај изфрлање на продукти, има денеска посебен голем тренд е денеска да најдеш на што си интолерантен, нели? Да видам на што сум интолерантен да изфрлам. Ова почна со Џоковиќ. Мислам дека пушти нога со глутенот. Да, не знам кој пушти, ама добро е пуштил. И многу луѓе, и јас доека своевремено, знаеш, работев со луѓе, им помагав со исхрана, страшно имаше многу луѓе кои што настојуваа да не јадат одредени продукти затоа што провериле дека се интолерантни, што знаеш, науката нели не е баш сложна за тоа дека ти ако реално немаш имунолошки одговор, нема потреба да изфрлаш одреден продукт. Точно, да. Сега, на Харвард една објава налетав на прв пат на термин кој што вика нутриционистичка психијатрија, односно изфрлање, елиминација на продукти, за да човек види реално што него му годи или не му годи. И според тебе како би требало да изгледа таа елиминација и дали е подобро тоа да го направи човек или е подобро да испитува интолеранција? Вака сега, диетите со елиминација јас најчесто ги користам за алергени. Односно, кога некој не е сигурен, или прави алергиски тестови, едноставно не може да се најде, тогаш си иде на елиминациона диета. Му препорачуваш на одреден период да изфрли? Да.
одреден продукт. Зависи од тежината на симптомите. Ако дефинитивно се впостави дека е алергија во прашање и доктор сугерирал дека е тоа така, тогаш се оди со елиминациона диета за да се види кој е причинителот за таа состојба која што на човекот му предизвикува нелагодност. Меѓутоа, кога станува збор за интолеранција, можам да кажам дека најголем дел од тестовите се оние кои што всушност покажуваат само генетска предиспозиција кај нас. Така да, тоа не е никаква потврда дека ти, ако имаш генетска предиспозиција, дека ти всушност си ја развил. Така да, може ти да имаш генетска предиспозиција, јас да имам, ти може да си интолерантен, а ја може би не сум. Така да, секогаш препорачувам луѓето да си го слушаат своето тело, значи во текот на годините и на исхраната им препорачувам да водат дневник. Односно, после Многу тоа добра стратегија. Да, тоа и тоа што запишувај што сметаш дека ти прави нелагодност, дека ти прави подуеност, дека ти прави задршка на течности. И тоа е тоа. Во некои случаи да е препорачливо да се провери интолеранција, меѓутоа ова е кога станува збори за некое друго заболување, кога интолеранцијата сама по себе не е причинител, туку има и синдром на иритабилни црева, колитис и нешто такво, па мора да се добие целата клиничка слика. А таа елиминациона, мислам, периодот на елиминација, од колку го препорачуваш кај луѓето, да речеме, ај пробај исфрли го ова на колкав период? Зависи, вака, имав, не знам конкретно, неколку лицева на Инстаграм кои што ми се обратија, конкретно е едно девојче. Здрава Симона, те следам, сакам да те прашам во врска со совет, ја имам таа и таа килажа и никако со години јас не можам да качам ни 1 кило. И викам што сметаш дека е причината, што вообичаено јадеш, можеби јаде храна која што не е многу калорична, значи можеби е премногу физички активна. И девојката имаше нормална исхрана и тогаш се сетив дека може да биде во прашање лактоза. Значи и препорачав период од 1 недела каде што она ќе користи продукти кои што се одредени, кои што се декларирани без лактоза, другите кои што се иако со лактоза, пак безбедни за лактозна интолеранција, и откако по 1 недела не забележам никакво подобрување, тогаш и препорачав да проба да го исфрли глутенот. И ми прати порака по 1 месец, јас вика прв пат во животот качев 3 кила за 1 месец, многу ти благодарам. Затоа што тука станува збори за други симптоми. Значи, освен дигестивна болка, проблеми со варење на храната, чести столици, обстипација, значи кога има неколку фактори кои што посочуваат дека тоа може би е проблемот, во тој случај препорачувам таа елиминациона диета. Меѓутоа, кога има нешто посериозно вмешано во целава ситуација, тогаш препорачувам консултација со доктор нормално. Апсолутно. Го спомна девојчето и сум убеден дека 90% од популацијата што ти се обраќа се девојки и најчесто претпоставуваме тоа обратно од овој проблем на благодарност за покачување на килограми, туку е барање помош за намалување килограми. И тука има еден многу опасен момент кај што голем дел од таа популација на луѓе барајки добар изглед знае да заглави, а тоа е константното барање на различни диети, на идеални диети, идеални вежби и така натаму, кои што ги заглавува во една спирала, при тоа буквално се нарушува ментално здравје. Туку какво е твоето искуство и како ти се обидуваш да им влијаеш на таа група на луѓе да ја сменат стратегијата? Прво, значи, првиот чекор, они се свесни дека сакаат нешто да направат во врска со себе. Доколку некој на мене ми пристапи, значи, тогаш јас им кажувам дека одредена диета, која што можеш да ја најдеш на интернет, не значи дека е прилагодена за сите потреби. Значи, дури има и диети кои што се препорачува, значи, има дека не треба да се држи повеќе од 1, од 2 недели или како год. Значи, единствена диета, да ја наречеме, која што функционира на долг рок е здрава и избалансирана исхрана, значи со повремено вклучување на сите оние кои што би рекле нездрави работи, односно да не се лимитира човекот
роденденска торта, да не се лимитира човекот кифлички и руска, нели, за Нова година, Значи, кога јас кај не сум те бабика. послушал, да ти кажам. Да, туку да биде една избалансирана исхрана, која што ќе биде, нели, некогаш привремено нарушена со оние работи кои што ни причинуваат задоволство. Меѓутоа, оние диети од интернет воглавно никогаш не функционираат и може да влијаат лошо на психолошкиот момент, затоа што некој ќе проба една, нема да функционира, ќе проба втора, нема да функционира, ќе проба трета и ќе се рече батали ова, значи диетите не се за мене, јас треба да си имам екстра килограми во животов и тоа е тоа. Предодредена сум. Да, генетска предиспозиција, тешки ми се коските и слично. И со тоа што кога некој ќе ми се обрати за персонализирана исхрана, кога ќе почне, значи после првата недела, дури ми се случи сега скоро, имам еден пријател, ми вика: "Леле Симона, четврти ден, па јас немам стомак." И ја му викам: "Ама како ти имаш 130 кила тука стомакот?" "Да," вика, "ама побаво се чувствувам." Така да една здрава исхрана не треба воопшто да предизвикува никаков терет и стрес во животот. Така е. И највеќе можеби, знаеш, теретот и стресот е во тоа што здравата исхрана луѓе ја поврзуваат со, нели, со живење у рамка, живење у некаков режим и сега тебе не ти е дозволено ова и ова, па кога ќе биде дозволено и тоа ти прави стрес. И исто, баш и минатата недела разговаравме со Лазар за тоа споредување на луѓето и најголем дел во Еве, јас сум го гледал бар као примери со луѓе, најголем причинител за тоа што клизнуваат со исхрана и не можат да се додржат е споредбата дека слушај, најдов така познавам некој кој што побрзо доби резултат, кој што повеќе ослабна и така натаму, знаеш, и мене тоа од памет ме вадело затоа што, знаеш, каде е брзањето, си викам, зашо треба да биде пребрзо, побрзо или Да, не е во ред слабењето конкретно, еве да речеме да биде премногу брзо, меѓутоа некој кој што има 150 кила и некој кој што има, не знам, 80 кила, ако ги споредиме, значи многу е поверојатно дека тој од 150 кила првата недела ќе намали повеќе на вага затоа што има поголема задршка на течности за разлика од оној кој што има 80 кила. Секое тело, значи, си е индивидуално, сите си имаме различна потрошувачка. Значи, еве јас конкретно, јас јадам во глобала здраво и со низок гликемиски индекс, избалансирано, понекогаш се каснувам она што ми прави... Што ти е guilty pleasure? Најголем? Чоколада. Да. Да. Си подкаснувам, значи, нешто кое што сакам да си подкаснам, не се лимитирам од ништо такво и јас јадам калориски многу. Значи, меѓутоа, во моментов саатот не ме тука на поправка ме, пошто број калории... Луѓе, ја трошам 3.500 калории на ден. И сите Каде ги трошиш толку? Јас не застанувам. Значи, јас не памтам волку долго да сум седала одамна. Значи, вежбам, шетам куќа, шетам деца, активна сум, по дома се растрчувам. Јас буквално не седнувам. Правам јадење, снимам, сликам за Инстаграм, правам се. Значи, одам на работа, се враќам, не застанувам. И кога ќе ме види некој близок од страна, како си толку слаба, а јадеш толку многу? Луѓе, јас тоа го трошам, значи јас не би можела никако да функционирам со 1500 калории на ден. А шо вежбаш? Фитнес. Аха. Вежбам кардио со тежински вежби. Да. Значи сум нашла дека за мене тоа е оптимално. За мене не функционираат пилатес и јога, значи сакам да си кревам тежини, да си вежбам кардио, ако не стигнам да отидам во тератана, знам да извежбам од дома и многу пешача ми возам точак. Браво. Види, и тоа сигурно многу позитивно ти влијае на ментално здравје, пошто гледам, знаеш, и духов и просторијава многу добро им повлијаа твоето присуство. Фала ти. И прашањето ми е дали тоа повеќе ти прави дали сметаш дека таквата хиперактивност и ангажираност е практично и твојот рецепт за ментално здравје? Дефинитивно. Јас сум човек кој што не би бил задоволен од животот да нема што да прави. Значи, јас самата си наоѓам и проекти за анимација, ангажмани и сум
300 на саат и при тоа во цел тој процес си се хранам онака како што му треба на моето тело и сум се физички активна, се одржувам во форма без никаков притисок. Исхраната е, спомнавме и пред малку и тоа е денешнава тема, многу влие на целокупно здравје и на ментално здравје, тоа е се појасно и од науката. Што според тебе е, знаеш, еве, нели викаме здрава исхрана и добра избалансирана исхрана влие на се добро, ама дали има некои детали во исхраната кои што треба човек да ги направи, доколку сака екстра влијание врз менталното здравје? Што според тебе е исхраната која што е најдобра за ментално здравје? Вака сега, нешто ако човек треба да направи, тоа е да си најде начин на здраве исхрана и начин на подготовка пред секој што функционира за него и неговите работни обврски. И кој што нормално на него му е вкусан. Значи не е целта да јадеме работа да јадеме работи кои што не ни се вкусни и ги јадеме со сила, нели? Во однос на недостатоци, има истражувања кои што покажуваат дека недостатоците на витамини од Б групата може да предизвикаат Б и има некои истражувања за витаминот Д, може да предизвикаат некакви проблеми со менталното здравје. Меѓутоа, позитивно во целата ситуација е што практично секоја храна која што јадеме ги содржи овие витамини, многу лесно се достапни во суплементарна форма. И тоа сакав да те прашам, знаеш, дали, затоа што ќе има луѓе кои што сега ќе слушнат, Б витамини и Д витамини и како што беше и со хороната, хистерично и фанатично ќе се консумираат суплементи. Знаеш, дали по секоја цена и цело време треба да консумираме суплементи, Б витамини и Д витамини за ментално здравје, и постои ли начин како можеби да осетам дека имам одреден недостаток, еве конкретно за такви? Кај Б витамините сега е малце апстрактно. Се случуваат промени во расположението најчесто кога има недостаток, оние mood swings. И исто така може да се забележат промени на ноктите и на косата. Додека кај витаминот и меѓутоа Б витамините, како што веќе спомнав, ги има практично во секој тип на храна и нема потреба да се земаат во суплементарна форма, освен ако доктор не одреди дека би требало. Додека за Д витаминот исто така е лесно достапен во храна, достапен ни од сонцето. Со Д3 витаминот треба да бидеме многу внимателни, затоа што... Со Д3? Да. Затоа што тоа е липосолубиран витамин, односно, нели, вишокот не го исфрламе. Вишокот се депонира во црниот дроб. И затоа има определени тестови, нели, преку крв, преку кои што можеме да увидиме која е количината на Д витамин ние ја имаме во моментот, па да видиме дали воопшто имаме недостаток. Меѓутоа на своја рака земање големи количини никако. Супер. Мислам, многу е важно тоа да го слушнат и да го разберат луѓе, затоа што у денешни услови, особено со пандемијава, тоа е неверојатно колку многу се консумира. Има и некој тренд во врска со Д3 витаминот, кај што, не знам, се повеќе се препорачува да се консумира, меѓутоа никогаш не бе препорачала без проверка на нивото на Д3 во крвта. Да, ама тој тренд константно има за нешто тренд, за магнезиум, за цинк, знаеш, и како ќе излезе некој медиум можеби кој што е повлијателен, ќе излезе со одредена објава дека нели научниците најдоа дека ова и ова се случува, во смисла дека слушај, они најдоа, нели, увидоа каква е улогата на одреден витамин или минерал и луѓе домислат, и сега ја ако го внесувам повеќе, готово ќе појачам имунитет, ќе појачам ментално здравје, практично, еве, знаеш, што ќе се случи ако кои се негативните ефекти ако еве со Д3 човек претера? Значи може да доведе до замастување на црниот дроб. Значи после тоа ќе треба да што е многу поголем проблем. Да, затоа што во принцип ние сме земја која што има доволно сончеви денови. Абсолютно. Иако нели нема сонце и во зима толку многу, ние пак го имаме. Пак го имаме, така мислам како сме обстојувале стотици години наназад без суплемент на Д3, така. Јасно. Постојат ли суплементи кои што еве би ги препорачала како секојдневни и дали ти нешто практикуваш?
од тоа или тоа знаеш, многу можеби зависи од сезоната, зависи од поише фактори. Еве чисто дали има суплемент кој што човек може да си го користи, као нема да има никаков проблем и ризик цела година да го користи. Па би рекла, не знам, тоа би биле оние хидросолубилни витамини, односно каде што вишокот од витаминот се сврла преку урината, меѓутоа пак и кај тие витамини не е во ред да се претерува. Со ништо не е во ред да се претерува. Јас конкретно, значи можам да зборувам за себе од моје искуство, во лето не пијам ништо. Значи толку живам во летото што заборавам и да пијам витамини и се. Меѓутоа кога ќе дојде есен на кај зима, која ќе фати првата настинка, втората настинка, викам, Симона, чекај малце витамини. И во тој случај пијам, најчесто земам да пијам пробиотик, некои мултивитамини, омега-3 и преку на секој трети ден по едно D3 апче. Јасно. И колкав период? Кога не заборавам. Колкав период ги пиеш тие, да речеме, суплементи? Као тоа е 2-3 недели или е Па не, ги пијам денови? неколку 2 до 3 месеци, со тоа што многу често, да бидам искрена, заборавам да се напијам. Значи многу често. Меѓутоа ако ме загребе грло, да речеме, тогаш се сеќавам дека јас треба да се напијам витамин денес, чисто дека за тоа ми е потсетник, иначе заборавам. Меѓутоа јадам толку многу разновидно и избалансирано, практично нема храна која што не ја конзумирам и не сум воопшто загрижена во врска со тоа. Да, и мојата став е таков. Ја од суплемент знам омега-3 консумирам и толку. Као витамини, минерали, само витамин С користам во случај кога има настинка, затоа што докажано е дека го забрзува периодот на заздравување. Да, исклучиво ради тоа. Јас пиев долго антибиотик зимава, немав ковид, значи гнојна ангина беше. И сега пијам, например, D3 се извинувам, пијам пробиотик. И ќе го пијам уште неколку месеци, затоа што пиев многу силен антибиотик, многу подолго отколку што требаше да го пијам. Меѓутоа немав, мислам, никакви промени, затоа што нели пак и консумираме пробиотик, и се хранам здраво, не го пијам на гладна. Ти претходно си имала добра инфраструктура, така да, знаеш, немала не можност. Не памтам претходно, мислам, колку време не сум пијала антибиотик. Да. Не памтам, од градинка, не знам. Па добро, вајда, знаеш, има многу фактори периодов, многу се изолиравме од многу бактерии, вируси, се со прв сусрет заборел имунитетот што да прави, како се тепаше со овие. Океј, една друга тема, тоест прашање од оваа тема ме интересира, што е се присутна и сум убеден дека и ти ја среќаваш, повторно повеќе кај женската популација, а тоа е емотивното јадење и она binge eating, што го викаат во Америка, односно нели да не можеш да се застанеш со јадење, што е голем проблем. Ај што е голем проблем, туку уште поголем проблем е тоа што многу често го кријат луѓето кои што го прават и секојаш кога емоциите се на ролер коустер, се посегнува по храната како моментално задоволство. Од каде да почне личност која што е влезена во таа спирала? Тоа е проблем кој што всушност често се јавува како последица на оно што веќе го спомнавме, многу чести диети од интернет, рестрикции во однос на храна, односно поделба на добра и лоша храна, преоптеретено со броење на калории и нешто слично. Значи, би им рекла да престанат да размислуваат во врска со тоа. Значи, буквално да си го слушаат телото. Значи, и да најдат начин каде што ќе најдат друг, како да го наречам, стрес релив. Значи, ако знаеш дека твојот главен оброк бил пред, не знам да речеме, час и пол и бил сосема пристојна количина, тебе во меѓувреме пак некако како да ти се пријадува, земи отиди на прошетка или земи почни да читаш книга и самата таа мисла мора да се проба да се работи на самоконтролата. Да се најдат алтернативни решенија каде што тоа јадење на храна ќе се замени со некоја друга активност, а доколку овој процес трае подолго од, не знам, препораките велат 4 недели, тогаш можеби треба да се размисли за
стручна помош. Да, па не, види, има луѓе кои што тоа не им трае со, можеби, не 3-4 недели, туку месеци, некогаш и години, затоа што знаат луѓе да се заглават и еве и тоа слушање на, знаеш, да си го слушаш телото, кај нив телото константно кажува касни си, јади, што е, па да, буквално е проблем. И замената со друга активност е нешто што еве го спомна, ќе можеби ќе им помогне. Али знаеш, многу е лесно можеби да некој рече оке ќе си земам книга, ама и со книгата и ќе си јадам. Знаеш, дали стратегијата на не купувам и ќе го нема дома може да помогне? Да, дефинитивно може да помогне, меѓутоа овој момент е малце тежок ако живееш во заедница. Ти нема да го купиш, меѓутоа ќе го купи партнерот, така, ќе го купи, не знам, некој друг. Ако се мора да си има поддршка од сите дома во цел тој процес. И во таков случај дури препорачувам исхрана со понизок гликемиски индекс, доволна количина на протеини и на масти, затоа што таа комбинација држи подолго ниво на ситост и гликемискиот индекс кога се јаде низок гликемиски индекс не прави такви нагли осцилации на шеќерот во крвта, односно го нема она нагло чувство кое што доаѓа наеднаш на глад, туку гладта доаѓа постепено. Од нутриционистички аспект може да се помогне на тој начин, меѓутоа ако и тоа не функционира или ако проблемот е подлабок, тогаш би им препорачала на сите кои што имаат некој сличен проблем или можеби ист, да се консултираат стручно лице, односно психолог кој што ќе им помогне да се идентификува причинителот и потоа да се работи на истиот и да се вклучи и нутриционист во планирање на менито. Апсолутно. Знаеш, затоа што се добро што го спомна ова, некојаш таа поддршка, односно личноста која што треба да биде поддршката, е причината некојаш и за оваа појава, затоа што, знаеш, емотивното здравје и тие swings и и ролер коустерот кој што се случува, многу често знаат да бидат поттикнати од лошите односи во дом. И тука джабе ти гликемиски индекс веројатно и све, туку е најверојатно потребно да човек да се поразговара и да подоцна разговара и со партнерот, да го реши, пошто у таков случај причината е таму, а не е во најчесто, меѓутоа нутриционист може да го поддржи тој процес со тоа што веќе спомнавме ќе даде избалансирани оброци кои што ќе држат долго ситост, да речеме, ако станува збор за намалување на килограми ќе бидат комплетни, меѓутоа ако проблемот е подлабок ќе мора. Кои се 5 опции што ти би ги препорачала што човек на вистина не еден продукт, да речеме 5 оброци кои што би помогнале да држат стварно голема ситост? Да почнеме со појадок. Најчести мој омилен појадок дома може да биде варено јајце со целозрнест хлеб, пола од порцијата да биде различен сезонски зеленчук, плюс да има екстра намаз, кој што многу често би бил протеин. Тоа би било или грчки јогурт, или хумус, или нешто слично. Има блага верзија, например, јас кој има следен Инстаграм, знае дека многу често објавувам рецепти, тоа се работи кои што ние дома регуларно си ги јадеме, па јас ги сликам и ги ставам на Инстаграм. Така и всушност почна мојот профил. Палачинките, например, со овес и банана, значи тие ни се дома фаворит. Тие сами по себе сметам дека не содржат доволно протеин, па затоа може да се стави протеинско кремче, плюс да се стави екстра овоше и нешто слично. За ручек, да си заде парче месо, да си заде доволно зеленчук, салата, може да се јаде слободно и супа и да има јаглехидрат. Значи тоа јаглехидратот може да биде некоја варена житарка, може да биде парче леб, може да биде компир, може да биде ориз. Постојат многу опции, може да бидат и макарони. Јаглехидративе се озогласени. Така, и ти сигурно се бориш со таа појава кај што луѓе зборуваат, чекај банана дебеле, макарони, какви макарони дебеле, да. Зошто постои тоа верување и како ти се обидуваш да ги разубедиш тие големи верници на тој проблем? Па
мислам дека, не знам, тоа верување можеби постои затоа што јаглехидратите, да, си се, нели, во зависност од зашто станува збор калорични, меѓутоа сами по себе не држат толку долго ситост, освен ако не се, нели, интегрални. Мора да се скомбинираат заедно со протеин и со некои здрави масти, па за да го содржа, да го има тоа ниво на ситост. Сега, ако јадеш, да речеме, само макарони, каде што нема никаков додаток на протеин, ќе бидеш по 1 сат повторно гладен. И од тука најверојатно би дошло тие дека дебелеат. Значи, јаглехидрати мора да се јадат во животот. Тоа е, значи, основното гориво за телото, за секоја клетка да функционира, да можеме да дишаме и слично. Нели, во последно време е популарна кето диетата. Да. Значи, таа е сега Ја имаш хит. практикувано? Еднашта. Да, Еден и јас месец. ја имам. Морав да видам што ќе се случува. Ја 3 месеци сум ја издржал. Не беше тешка, само се чувствував ужасно цело време. Немаш сила, се задишуваш, не ме беше воопшто убаво, меѓутоа морав да пробам да видам зашто станува збор, чисто од љубопитност. И не е издржлива на долг рок и плюс прави трајни последици врз здравието, значи особено врз црниот дроб може да направи проблеми со бубрезите и слично. Да, и види, толку, знаеш, изолирање, тоа е многу големо изолирање од, знаеш, ти не изфрлаш само јаглехидрат или И овоше, и овоше и зеленчук. Изфрлаш многу витамини, многу минерали, многу влакна, што се така од исклучително значење, особено ако зборуваме за ментално здравје. Затоа има, знаеш, има многу Па затоа и ужасно се чувствував, нели? Да, има мемиња многу, нели, по интернетов за тоа, нели, како изгледаат луѓе кои што надолку ја практикуваат, дека, нели, си сив, си безенергичен и така натаму. Не е здрав начин, не е здрав начин за да одржуваш тежина или да живееш. И пак тоа е можеби една од диетите кои што веќе спомнавме, има луѓе кои што почнуваат со една диета, со друга диета, со трета диета. Всушност, многу голем дел имам забележано од луѓето не ја ни држат правилно. Значи, они всушност и не влегуваат, нели, во тоа на тоа ниво каде што они не консумираат јаглехидрати. Туку едноставно таа диета кај нив функционира, има вслушното, како беше? Јас ја држам кето диетата, меѓутоа ја држам со компери и за мене функционира. Тоа не е кето диета, тоа е всушност најверојатно тие луѓе во својот живот не внесуваат доволно протеини. И преку кето диетата го зголемуваат протеинскиот внес, па они додаваат и компери со тоа што ги внесе во кетоза, дефинитивно не се, меѓутоа имаат адекватен протеински внес, па затоа слабеат. Всушност, кај многу голем дел од луѓето има недостаток на протеини во исхраната. Зборуваме за оние кои што имаат вишок на килограми. Имаат недостаток на протеини во исхраната, па зашто кето диетата нема многу опции, со таа диета имаат адекватен протеински внес. Симона, има оваа тема, можеби, да, у моментов поголем број на луѓе во делот на ментално здравје и дополнително беше поттикнат од пандемијата, знаеш, поголем дел во менталното здравје можеби страдаат млади лица, во смисла анксиозност, депресивност и такви појави, но од друга страна е многу по актуелно и многу поголем страв за менталното здравје постои кај возрастни лица, кои што, знаеш, нормално е дека, нели, сите органи во повозрастни години поразлично работат, вклучително и мозокот. Дополнително, нели, самиот живот и целиот багаж што се носи со животот влијае на тоа. И како, да речеме, возрастните лица од една страна знаеме дека кардиоваскуларното здравје е многу важно за менталното здравје, така да, односно колку подобар проток на крв има, ако нема висок крвен притисок и така натаму, толку поодложено ќе биде можеби некоја дегенеративна појава кај мозокот. Што е твоја препорака, конкретно кај возрастните лица, па и во делот на исхрана и во делот на животен стил?
како практикување за да си помогнат со одложување и нормално многу поквалитетен живот и ментално здравје. Имам една другарка, би рекла, нека јадат туреви, нека решаваат крстословки. Меѓутоа, во однос на исхраната, значи јас би препорачала да внесуваат доволно храна која што содржи антиоксиданси. Што значи тоа? Да јадат боровинки, значи да јадат, да пијат зелен чај, темно чоколадо, шарена храна. Значи буквално шарена храна. Колку пошарена, толку подобра. Друго, да внесуваат доволно омега-3. И како суплемент? Па индивидуално во зависност од состојбата. Знаеш зашто те прашувам? Затоа што како поднебје не сме поднебје кое што барем така и јако дете тоа морска храна, риби многу не било нешто дел од менито и како поднебје ајде сега веќе е поразлично, но повозрастните генерации нели се учени со прасе, со пилешко, со Не, има си јадат риба. Не сакам да кажам дали не има, ама дали тој број на луѓе кои што не ја немаат во менито 2-3 пати, нели риба, морска храна, дали да суплементираат омега-3? Па, зависи. Мислам, тоа најдобро би препорачал доктор, зашто нели кај постарата популација знае да се јави проблем со зглобовите и слично. Во тој случај најверојатно да. Меѓутоа, ако има луѓе кои што, како би рекла, се буквално надржачи, значи имаат одлична кревна слика, одлично изгледаат и во таков случај само нека продолжат да прават она што го прават. А крстозбор ќе им помогна за меморија? Да. Да. Мозокот мора да се тренира. Прошетки во природа, дружба со пријателите, Социализација. социализација. Значи, и тој дел од исхраната треба да се запази социализација. Суплементи. Кај повозрастните лица, нели, и моќта на апсорпција е намалена. Да. Кои суплементи треба да бидат составен дел од менито на и од која возраст? Има ли, знаеш, некоја да речам не хиерархија, туку начин како етапно човек треба да вклучува можеби суплементи со растот на годините? Па, искрено не би знала, затоа што пак ќе кажам, ова е секогаш индивидуално. Меѓутоа, витамините, да речеме, и минералите од суплементарна форма од секогаш имале помала апсорпција во телото за разлика од оние преку храна. Односно, преку храна ќе внесеме многу повеќе витамини и минерали отколку преку суплементи. Колку год количина и да пиеме. Така да јас повторно би се држала тука до храната, избалансираната исхрана, која што ќе има доволно протеин, доволно антиоксиданси, не знам, магнезиум, омега-3. И тоа е тоа. Супер. А алкохол? Алкохол? Кај би го ставила алкохолот? За ментално здравје и општо еве што правиш ти со алкохол? Јас со алкохол, јас бришам брашина. Не, значи јас пијам и кафе, пијам и алкохол, со тоа што нормално не пијам секој ден, туку пијам по 1 чашка или 2 чашки за викенд. Е сега во однос на алкохол пијам најчесто вино, затоа што виното е единствениот алкохол кој што не е имуносупресив. И црвеното вино всушност има и многу големи бенефити за нашето тело, значи изобилување со... Што значи имуносупресив? Имуносупресив значи дека ја потиснува работата на имунитетот. Најпросто кажано. Значи го успорува имунитетот, негативно влијае на него. И освен виното, било која количина на алкохол би го направила тоа? Умерена количина, не. Мислам, меѓутоа, умерена количина е дискутабилна работа. Значи, секој има различна мерка за умерена количина. Значи, за мене тоа се 2 чашки, да речеме, вино, за викенд и тоа е тоа. Не, добро, без разлика, знаеш, тоа количината за ти да се направиш, нели, да се опијаниш, не треба да биде мерка за тоа што е умереност, затоа што така можеби ти со 2 чаши веќе ќе го осеќаш алкохолот у глава, некој можеби ни со 5 нема да го осеќа, ама тоа не значи дека за него е здраво 5. Туку пак постои, предпоставувам, некоја граница на... Препораките се 2 чашки за мажи, а 1 чашка за жени. На колкав период? Дневно? Дневно, да.
За вино? За вино, да. Аха. Баш читав зашто пишував на темови, читав истражување. Да, Да, мислам нормално ако не постои. Ова ми е нови на мене, не го ќе ти знаев. пратам да прочиташ. Браво, супер. И значи сега секој ден без грижа на совест. Не, значи, добро, тоа не значи дека никој не нема го прави тоа секој ден. Да, ниту па значи дека нема да бидеш здрав ако освен не го во правиш. Италија, во Италија. Да. Ама да, и не значи дека нема да бидеш здрав ако не го правиш, фала Богу. Да. Аха, супер. Тоа веројатно и влијае, алкохолот ти влијае и на расположение, така да дефинитивно можеби стварно некојаш човек не треба да е бара утехата таму како што не треба храна. Не, меѓутоа, нева кога станува збор за персонализирана исхрана, каде што на пример нема медицинска индикација дека на некој му е забрането да пие алкохол, имам моменти на прослава во животот, нели, на клиентите и многу често ме прашуваат и сега јас дека сум исхранен, не смеам ли да се напијам алкохол? Мислам, не, ако не добрата другарка ти се мажи, слободно можеш да отидеш да испиеш 2 чашки, така нема да е крај на свет. Во играње ќе ги потрошиш тие калории на крај крајава. Симона, уште едно прашање ќе те прашам и ќе завршуваме, да оставиме нешто и за следно гостување, а тоа е дали ти конкретно и за себе и за луѓето со кои што работиш, имаш некое правило по кое што им викаш мора одредена бројка на оброци во денот да имаат. Од типот затоа што среќаваме правила, нели, 5 оброци е најдобро, 3 оброци е најдобро, 2 оброци, фастинг е најдобро и така натаму. Што е твојот став? Мојот став е, значи, мојот став е дека секогаш бројот на оброци е индивидуален. Најчесто се 3 со 2 ужинки, меѓутоа зависи. Значи, зависи од начинот на живот, од работното време, од начинот на функционирање и слично. Во глобала се, не знам, да речеме 3 главни оброци, каде што нормално постои и опција да, не знам, главниот оброк да се подели на 2, ако некој не сака да го изеде наеднаш и слично. Фастинг не препорачувам, освен 2-3 часа пред спиење да не се консумира храна, чисто за да се подобри квалитетот на сонот и не ги обврзувам луѓето во одредена временска рамка да ги внесуваат тие оброци, затоа што ти не можеш на некој да му кажеш не јади после 9, а тој човек да е трета смена на работа. Така, или некој кој што многу активно вежба и многу активно троши калории, тој човек има 3 појадоци. Само појадоци зборам. И висококалорични ужинки и слично. Така да тие моменти се секогаш индивидуални. Не треба човек да се врзува за правила, значи за 3-5, после 9, после ова, после. Не. Се смееме дека после 9 калориите дупло се бројат. Да. Супер, Симона, фала ти уште еднаш, многу брзо помина времето. Тоа значи дека дефинитивно. Добро си поминав, стварно си поминав ја супер. Фала ти што одвои време. Фала ти што ме викна, навистина ми беше задоволство, ми беше мило и многу природно помина цел овој процес. Да, иако имаше штрес малку на... Мислев дека ќе имам трема, ама не, како и до сега. Супер, па твоја тема е, си ја разбираш и плюс нема и ја разбирам до некаде и ќе правиме уште неколку сигурно, затоа што исхрана и ментално здравје е само нешто што можеби допревме и попатно уште по некоја тема, има многу ова, многу теми на кои може што можеме да само за ова да се збориме. Да. Секој ден. Ќе биде достапно, значи, на повеќе платформи, ќе го најавам тоа и на крај и да, ќе го споделуваме и ќе споделиме. Да, фала ти.